Добро утро, Ирена. Добро утро и за нашиот гостин кој што ова утро ни допатува од Свети Николе. Станува збор за господинот Николче Тренчев, ВД директор на Општинска установа Дом на култура Крстен Мисирков. Добро утро, како е во Свети Николе, директоре? Добро утро. Еве, доаѓам од малку потоплото Свети Николе. Па добро, мирно. Луѓето се уште, нели, кој по одмор и кој се враќаат сега. Ама работно сепак, нели? Работно за нас нема одмор. Да, одлично, имате интересна тема и верувам дека ќе ни понудите интересни информации поврзани со оваа 20-та јубилејна колонија. Повелете. Сузе, благодарам за убавата најава. Ете, Сузе го најави нашиот утрински гостин ова утро, Николче Тренчев, директор на Општинска установа Дом на култура Крсте Мисирков, кој што утрово ни доаѓа од Свети Николе, а поводот е она што ќе се случува во наредниве 5 дена, односно цела оваа недела, од 4 до 8 август во Свети Николе се случува 20-та јубилејна меѓународна колонија насловена како Ѓуриште. Николче, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Допатувавте точно на време. Убаво патувавте од Свети Николе. Нема многу гужва по пат, нели? Се уште нема гужва, да. И рано е. Патувавме, малку изморени од самата организација, од самото... од подготовките. Да. Веќе од синука почнаа да пристигаат уметниците, но за тоа ќе позборувам нели понатака. Поводот за вашето гостување, она што ќе се случува од денес па се до петок, цели 5 дена имате меѓународна колонија и тоа јубилејна. 20 години поред се случува токму кај вас во ваша организација. Кажавте дека веќе уметниците пристигаат, па за почеток еве да ни кажете дел од програмата или која е агендата, што се ќе се случува овие 5 дена на оваа меѓународна колонија. Најпрво уште еднаш добро утро и поздрав до вашите гледачи. Значи поводот за што сме тука е, кажавме нели веќе, тоа е меѓународната ликовна колонија Ѓуриште, која што оваа година славиме јубилеј, се одржува 20 години поред. Може да кажам мал, меѓутоа за нас е голем јубилеј сепак, не е тоа мал јубилеј. И да, почнуваме со од денеска практично почнуваме, значи синека... Вечерва е официјалното отворање, така? Како ви е програмата? Па да, како за јубилејна колонија решив оваа година да направиме една ретроспективна изложба. Значи земавме со уметниците од кај нас, направивме избор на дел од сликите. Значи секако не можеме да ги изложиме сите слики да ги видат нашите сограѓани и оние гости што доаѓаат надвор од Свети Николе. Меѓутоа изборавме 33 слики, мислам дека се, што ќе бидат вечер изложени. Од сите овие 20 години што се... Да, практично од сите 20 години по една-две слики направен избор. Вечер ќе бидат изложени, еве има најави дека јас сакав да биде тоа во нашиот градски парк, да биде изложбата, меѓутоа страв ми е сепак од времето, има некои најави дека ќе има дожд, невреме и еве, ги повикувам сите љубители на уметноста од Свети Николе и надвор од Свети Николе да повелат вечер во градската библиотека кај нас, во Свети Николе. Од 20 часот, да, каде што ќе биде таа ретроспективна изложба направена. Ќе може да се видат слики како се цртало од 99 од кога започнува практично ликовната колонија, од 99-та па се до 24-та. Така. Значи 33 изложби ретроспективно. Сега што слики, да. Сега што е оно што ќе се случува веќе од утре? Започнува претпоставувам веќе и официјално колонијата. Тука ви се пристигнати ви се учесниците? Да, синука веќе пристигна, значи дел од учесниците, зборувам за оние што се надвор од Македонија. Значи оваа година имаме уметници од Србија и Црна Гора. И останатите се тука од Република Македонија. Колку учесници се? Па символично 20 учесници. Бидејќи 20 години, јубилеј 20. Така сакав да биде 20 учесници, малку поголем залог, што би рекле ние. Инаку, откако сум јас еве на таа позиција како директор на ова институција, си зацртав некако да бидат тоа не повеќе од 10 уметника. И до сега цртаа по 2 слики, значи практично за да се исполни таа... По 2 слики во ден? Или по 2 слики за време на колонијата? На самата колонија, во текот на целата колонија, по 2 слики, но оваа година, бидејќи нели 20-та јубилејна, сакам некоја символика ете да дадам мала, 20 уметника да бидат, кои ќе остават по една слика, практично пак ќе има 20 слики, значи од оваа година.
Така, значи сега по една. Да. Имате ли можеби тема? Има ли можеби техника на која што треба да цртаат или оставено е тоа на Оставено е на самите уметници. Практикуваме да биде тоа акрил техника. Еве, одат веќе Николче и делот да. фотографиите, оно што вие ни испративте. Ова е значи една ретроспектива од минатите години што се случувало, така? Да. Како изгледа? Не е започната се уште. Така. Меѓутоа, еве, гледаме дека уметниците цртаат во сам разговор со нив, дојдовме до заклучок дека најдобро е за еден уметник да биде стациониран на едно место, нели, штафелаат е тука пред него, боите, платното е на едно место. Во поранешните години се практикувало некако да, и јас кога бев практично првата година, нели, тоа искуството си кажува, цртаат во село Црнилиште, каде што и престојуваат. Значи, таму спијат во ресторан Илинден, еве, поздрав до Газда Раде, ако не гледа. Тој се грижи оваа недела за нив. За гостите. Да. Таму црта ги носевме во местото Ѓуриште, каде што го носи името, значи, самата колонија. Тоа е едно место, планина кај нас, излетничко место, може да кажем, каде што има Превов манастир и таму црта еден ден, два. Практично се шетаа уметниците и тоа и доаѓаше некако, имаше, гледам, дел од нив како негодување. Сега треба да станат рано, па да се товараат со штафела и со бои, малку е обврска сепак. И затоа решивме кај нас имаме во Домот на културата, еве го просторот го гледаме, Превов простор го реновиравме. И тука е местото климатизирано, си зазимаат своја позиција, своја ќоше, своја приватност во таа недела и тука творат, цртаат, работат. Сега уметниците почнуваат од 8, така или како ви од Па некаде 8-8,5 доручекот и од 9, да кажем, од 9 до 17, така или 17-18 часот да остануваат. Тука во просторот, пауза има измеѓу пауза за ручек, за дружба, кафе и така. Николче, една ретроспектива да направиме во овие изминати 20 години. Какви ви се впечатоците, каков е интересот на учесниците, на уметниците да учествуваат на оваа меѓународна колонија и каков е интересот на публиката? Има ли публика? И дали додека творат, дали се вратите на Домот на култура отворени, да може посетителите да дојдат, да си поразговараат, една интеракција меѓу уметниците и посетителите? Секој дека тоа е дозволено и допуштено, значи вратите се отворени ширум за нашите сограѓани и за оние, јас искуство имам дека доста уметници доаѓаат надвор од Свети Николе, зборам. Значи оние што сакат уметноста, дали се тоа колекционери на слики, дали се тоа сами уметници, доаѓаат секојдневно, ги посетуваат уметниците затоа што мислам дека во последниве години е дадено повеќе на тежина на оваа ликовна колонија, не дека во минатото не било тоа, меѓутоа сега и еве и медиумски заинтересираноста за оваа ликовна меѓународна колонија е доста голема, можем да кажем. Има интерес значи и за учество, меѓутоа и од посетители. Имаме проблем при самиот избор на уметници, реално да кажем. Еве ланската година успеав за прв пат да донесам уметници од Република Иран, што не е секојдневие, нели? Јас се чувствувам доста горд на тоа, затоа што такви големи врвни уметници да донесете сепак обврска. Тие луѓе прв пат доаѓаат во Македонија и се презадоволни од нашето гостопримство, така да кажам. Верувам во тоа. И сакаа повторно да дојдат оваа година, меѓутоа изборот се сведе на овие 20 уметника, така да се надевам дека ќе имаме и оваа година успешна, плодна јубилејна изложба. Колонија ликовна, и вечерот, значи, изложбата ретроспективно дека ќе биде посетена и доста би било убава во секој случај. 20 години јубилеј, историјатот да ни го кажете малку, значи како е настаната оваа колонија и зошто се вика Ѓуриште? Зошто го носи овој наслов? Па вака, значи, Ѓуриште се вика, кажавме нели претходно, имаме кај нас по местото Ѓуриште викано, тоа е планина кај нас Ѓуриште, каде што луѓето најчесто одат за 1 мај, за излети, за такви празници. За историјатот, самата колонија се изборува сама по себе, значи успешна колонија обстојува 20 години, започната е 1999 година. Сега некој ќе подрачува и ќе рече не се 20 години, меѓутоа 20 години како се одржува ликовната колонија, затоа што нели во минатото, сега јас не сум бил таму за да
комплетно дискутирам за тоа, меѓутоа имам информации дека имало потешкоти околу самото финансирање на колонијата, организацијски како и да, значи тоа припаѓа на Дом на култура, меѓутоа секогаш се проблем кај нас финансиите, нели? Да. Во кој период, како било, значи одредени години не се одржувала ликовната колонија, поради тие потешкоти, затоа што знаете да земете ваква обврска да си земете, да организирате, доста комплицирано, бидејќи пред се работите со луѓе од уметноста, уметници кои се сами по себе специфични. Да. И јас доаѓам од таа фела, меѓутоа како музичар, да ги повикате, ги земате на одговорност кај вас, практично ги чувате цела недела, треба да бидат задоволни дали со храна, дали со сместување, со самото шетање, организирање и успешно се справуваме, јас мислам, сега за сега. Сите овие години. Да, сите Она овие што години. сакам да споменеме е дека во овие 20 на години, до сега од оваа колонија се излезени над 400 уметнички дела. И тие стојат кај вас, да кажам, во просториите на Домот на култура, Крстен Мисирков, и сега повтор уште 20 плюс нови дела. Да, ова година уште 20. Дали може тие дела да се купат? Дали може љубителите на уметноста, бидејќи видовме навистина преубави дела, преубави уметнички дела создадени низ годините, дали може да се откупат? Постои ли таква можност? Сега за сега, значи, бидејќи навистина е огромна бројка. Во корелација, односно консултација со нашите вработени, бидејќи водиме попис нормално на сите слики од секоја година, точната бројка е, значи фундусот на слики изнесува некаде туку точно 406 слики имаме во моментот, кои што кажавте се чуваат во просториите на Дом на култура. Според моје мислење и видување не се чуваат соодветно, не можеме, значи сепак тоа е огромна бројка на слики. Се трудиме колку можеме да ги одржуваме, да ги чуваме, меѓутоа проблем за околу продажба сакам да се направи такво нешто, голем поборник сум за тоа и иницирам некои работи за да можеме да ги продадеме. Практично за тоа самата колонија би се сама финансирала и би имале можност, нели, да доведеме уметници од поделечните земји по врвни уметници, како да кажам, за да ја подигнеме на малку повисоко ниво. Меѓутоа, ете, од некои правни аспекти, од некои процедури, предпоставувам, да, не може да се за општинска институција не е само туку така, ајде ќе продаваме слики и да решиме за тоа. Да. Се надевам дека ќе го решите ова, бидејќи навистина сега уште 20 плюс нови слики. Да, би биле 426. Навистина греota е така да пропаѓа, да кажам, уметноста или да биде никој да не ја гледа. Вака барем бараме јавно помош ако некој запознае со тоа како би ишло таа процедура, како би водела. Слободно може да не контактира, затоа што стварно е штета да се упропастуваат или да стоат со тек на годините, да се уништуваат самите слики. Бидејќи, Николче, ни доаѓате, имаме уште некои 2-3 минутки до крајот на разговорот, ни доаѓате од Домот на култура Крстен Мисирков Свети Николе. Покрај оваа колонија што ја организирате, кои би се останатите активности, имаме ли да најавиме нешто до крајот на годината во организација на Домот на култура? Па видите, практично ние секоја недела, секој ден, секој месец имаме активности, така да оние тековни активности што ги предвидуваме кај нас се тие, значи изложби, промоции на книги, музички настани, концерти, дали од класична, дали од забавна музика, работа со игрорното друштво, кое што нели е во склоп кај нас, во Дом на култура, литературна секција, драмска секција, така да тоа се тие активности. Ова е така поголема, да, заедно со Тодорица, тоа е кај нас градски празник, значи цел град слави Тодорица, доаѓаат игрорци од цел свет, но тоа е друга тема. Така да тие се тековни активности, се враќаме назад во Свети Николе. Колегите не чекаат, уметниците, еве да ги поздравам и нив, затоа што колегите секако без нив активно учествуваат во сите настани заеднички, затоа што е конкретно човек за ликовна уметност немаме кај нас примерно на работа и мораме се самите. Кој е од библиотека, кој е литературна, јас како може сами се снаоѓаме, меѓутоа успешно цели 20 години. Да, ја работиме таа работа. Пред крај на разговорот уште еднаш повик, значи изложбата се отвора, изложбата е вечерва во 20 часот. Да, вечерва е ретроспективната изложба. И од утре започнува,
Ги покануваме колонијата. еве сите љубители на уметноста од Свети Николи и надвор од Свети Николи нека поголат вечер во градската библиотека кај нас во 20 часот ќе видат преубави слики, значи од 99 до 2024, а од утре Веќе денеска ни започнува. пристигнуваат комплет сите уметници, имаме прием кај градоначалникот во 12 часот, нели официјално и тој да им посака добре дојде. Ја спремаме изложбата и од утре официјално секој на свое место. Така, секој на Се свое пакат место за и работа. сепак отворени се вратите на Да, Домот да, на култура. вратите Може се кој сака да отворени. дојде да си поразговара со Токму уметникот, така. можеби да си споделат некои искуства. Значи повик за сите кои што сакаат, сите патишта, сите вратите на Свети Николе се отворени, значи не само за Свети Николчани. Официјално како телевизија, ако имате Благодариме. прилика во живо да дојдете да се вклучите од самата атмосфера работна, како работат уметниците, како се создаваат тие уметнички дела. Да. Убава идеја и ви благодарам за поканата. Ви посакувам успешна изложба вечерва и секако успешна меѓународна колонија, 20-та поред јубилејна и да не е последна, нели Се да надевам се дека нема да биде, да да, се множат и вакви многу убави јубилеи и ви благодарам за тоа што дојдовте од Свети Николе. Ви посакувам среќен пат назад и се гледаме во наредна прилика, ќе има, верувам дека повторно можност и прилика да бидете наши гости, бидејќи и самиот сте музичар како што кажавте. Па тука сум често гостин, можам да кажам, така да во секое време би ми било драго да бидам ваш гостин. Благодарам на поканата, на одвоеното време за еве да ја уште еднаш испромовираме ова ликовна Уметност. колонија. Така е. Благодарам. Благодарам на Суза, вас.